Читувани, скоро по една година од катастрофалните поплави што го зафатија овој дел на Скопје, во Стајковци голем дел од улиците се уште се во катастрофална состојба. Не се реализирани голем дел од ветувањата на Тони Трајковски и ВМРО ДПМН дека сите улици во Стајковци ќе бидат целосно реконструирани. Наместо вистинска помош на жителите на ова место, Трајковски и ВМРО ДПМН цела година се служија со лажни ветувања и партиска пропаганда за собирање на партиски поени. Освен недоправените улици, еден од најголемите проблеми на Стајковци и околните населени места е изградбата на детската градинка, што воедно е најголемото лажно ветување на градоначалникот во заминување. Детската градинка треба да возможи згрижување на децата од Стајковци, Виниче, Раштак, Смилковци, Булачани и Брњерци, при што предлагаме да се изгради градинка со реален капацитет, а не како што сега е планирано, изградба на градинка со мал капацитет, што реално не може да ги задоволи ни условите на жителите на Стајковци. Со оглед на тоа што граѓаните на општина Газибаба имаат голем број на други нерешени проблеми, го користиме овој повед да го повикаме градоначалникот да се собере храброст и да се појави на седницата на Советот на општина Газибаба закажана за понеделник 31 јули, за да може пред нас советниците и пред граѓаните да одговори на сите прашања и проблеми што ги засегаат граѓаните. Граѓаните на Газибаба ќе оказнат ваквото игнорантско и неодговорно однесување на Трајковски и ВМРО ДПМН. Веќе на следните избори во октомври, Газибаба ќе добие нова локална власт предводена од СДСМ, која ќе работи во интерес на граѓаните за обезбедување на услови за подобар живот во сите населени места на општината.